Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Во Кривичниот суд во тек е ново ручиште за убиствата на Вања и Панче и денеска со испитување на првообвинетиот во постапката Лјупчо Палевски. Судењето го следи колегата Зоран Јаневски, го имаме во живо во овие вести. Зоран, како тече ручиштето до овој момент? Да, Деспина, овде во Скопскиот кривичен суд денеска продолжи судењето за двојното убиство, односно убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и 74-годишниот велешанец Панче Жежовски, кои се случија во ноември 2023 година. Денеска овде во Скопскиот кривичен суд на прашања од јавното обвинителство одговара обвинетиот Лјупчо Палевски. Читајќи извадоци од казнената евиденција за Палевски, јавната обвинителка откри дека тој претходно бил осудуван во Хрватска, меѓутоа имал осуди и овде од основниот суд тука во Скопје заради злоупотреба на службена положба, додека пак во Хрватска бил обвинет и осуден заради неплаќање фактури. Читајќи неговата казнена евиденција, обвинителката го запраша Палевски дали за него е несвојствено тој да не ги почитува законите, односно да не ги почитува законите. Палевски го негираше сето ова, тој појасни дека пресудите кои што били изречени за него од хрватските судови се однесувале за неплаќање данок, меѓутоа подоцна сите тие фактури биле платени. Одговарајќи на прашања од обвинителката Жаклина Крстевска и Јосиповска, обвинетиот Лјупчо Палевски откри дека непосредно пред одржувањето на референдумот тогашната УБК открила информации дека наводно Палевски подготвувал и атентат за тогашниот премиер Зоран Заев. Обвинителката го запраша Палевски дали неговото ненадојно заминување во Белград непосредно по двете убиства значело и бегство. Тој уште еднаш повтори дека не планирала да бега од државата, туку напротив заминала на медицинска, дека отишола да побара здравствена помош во Белград, односно сакала да прави магнетна резонанца. Обвинителката продолжи со прашања во иста насока, односно дали откако од Белград заминала во Турција значело дека повторно сака да бега. Тој негираше, рече дека веќе дознал дека е осомничен за двете убиства и само чекала да го обезбеди полицијата, бидејќи како што рече на сите телевизиски станици неговиот лик веќе бил објавен од турските медиуми, па само седала во некоја пицерија во Баликесир и чекала да биде уапсен. Судењето е се уште во тека. Палевски во моментов одговара на прашање од јавното обвинителство на претходни две судски рочишта. Тој одговараше на прашање од неговиот бранител. По распитот од страна на јавното обвинителство, Палевски ќе одговара и на прашање од останатите обвинети во овој предмет, а на крајот ќе треба да одговори и на прашања од судот. Освен Палевски, на обвинителна клупа за убиствата на Вања и Панче седат уште 4 лица, односно Велибор Манев и Владко Кешишев, кои при нивниот распит веќе ја потврдија приказната на јавното обвинителство, односно случајот на јавното обвинителство дека тие се сторители на двојното убиство, додека Боре Видевски целосно го негираше случајот. На претходното судско рочиште пак обвинетиот Лјупчо Палевски негираше дека ги извршила двете кривични дела. Тој за 27 ноември рече дека утрото спиела во партискиот штаб на Десна до околу 8 часот и 30 минути, а до 10 часот всушност се наоѓал во дворот каде го пиел своето утринско кафе, а веќе после 10 часот и заминал во банка. Деспина, како што кажав, судењето е се уште во тек. Палевски одговара на прашања од јавното обвинителство, па повеќе детали најавувам за вестите во 16 часот.
Да, Зоран, остануваш да го проследиш денешното ручиште до самиот крај. Многу повеќе од тебе очекуваме во следното информативно издание. Јас ти благодарам за овие информации. А во Уставниот суд утрово се одржа тркалезна маса на тема дали ни е потребен закон за Уставниот суд. Со цел да се отвори дебата за потребата од донесување на посебен закон што ќе го регулира работењето на Уставниот суд преку диалог помеѓу представници на институциите, правната струка и граѓанскиот сектор. На настанот се обратија председателката Гордана Силјановска-Давкова, првиот човек на Уставниот суд Дарко Костадиновски, евроамбасадорот Рокас и амбасадорките на Германија и САД. Се залагам за закон за Уставен суд, но не било каков закон. Значи, или со интервенција во Уставот да се даде уставен основ за двотретински закон, или уставен закон за доконкретизирање на уставните одредби. Тие се тие две можности. Затоа што нас ни треба двотретинско мнозинство да ни ја гарантира нашата самостојност и независност и упадите и можностите од политичко влијание. Се по двотретинско мнозинство е опасност за независноста и самостојноста на Уставниот суд. Тоа се можностите. Што новиот закон би можел да донесе? Една од најчестите критики во Уставното судство изминативе 34 години е генеричкиот термин истакнат правник. Не е невозможно да се објективизира и да се конкретизира. Да се прецизира. Кој се може да биде уставен судија? Начинот на избор на судиите. Од 91 до денеска некои врвни уставни судии кои оставиле печат на уставната демократија, ќе набројам 5, може би и не толку. Заклучокот ми е дека овде во Уставниот суд во составите на првиот се сеќавам, на последниот се сеќавам и на некои уставни судии најчесто преку Венецијанската комисија, бидејќи во Венецијанска комисија знаеле за Мирјана Трајковска, знаеле за Игор Спировски, морам да кажам, меѓутоа за многу други не. Значи, не биле истакнати правници, туку биле истакнати политички или партиски активисти и за заслугата добиле место во Уставниот суд. Семејствата на настраданите во пожарот во Кочанската дискотека утре организираат марш за ангелите во Скопје. Со почеток во 12 часот и 5 минути како символика за задоцната реакција. Според најавата, маршот ќе започне пред обвинителството во Скопје, ќе продолжи на градскиот плоштад во Скопје, пошто ќе се продолжи пред собранието на Македонија. Ние заслужуваме одговори, ние не сме познавачи на правото и на законските процедури. И затоа не разбираме како познавачите на правото притвораат па пуштаат. Па свесни ли се дека и онака целосно разнишаната доверба во досегашното институционално работење со фати па пушти без да имаме јасно образложение за таа законска процедура, што се создава во нашите мисли кои и онака се на работ на себе уништување, истакнуваат семејствата во писменото соопштение како најава за утрешниот протестен марш. СДСМ денеска објави видео снимка со која обвинува дека министерот за внатрешни работи Панче Тошковски директно ги штити роднините на високите функционери на ВМРО-ДПМН. Опозицијата бара одговорност за сите вмешани во овој скандал. 20 април 2025 година, точно во 18 часот и 31 минута, на булеварот Александар Македонски во Скопје, полицијата со радар регистрира возило со преголема брзина далеку над дозволената. Станува збор за ова возило позади мене, Мини Купер, со скопски регистарски таблички, управувано од Далибор Стевковски, брат на градоначалникот на Гази Баба, Борче Стевковски. Тој почитувани воедно и собственик на автомобилот. Среде Скопје, братот на градоначалникот летал со 88 км на час, иако дозволената брзина е 50 км на час. И што прават Тошковски и Министерството за внатрешни работи? Наместо да обезбедат почитување на законот, ги штитат прекршителите само затоа што се функционери од ДПМН. Полна му беше устата на Тошковски со празни ветувања дека секој еден ќе одговара. Денес гледаме дека тоа биле само лаги.
Брат да ми е, ќе одговара. Е најголемата лага која ја кажа Тошковски. Над 60% од граѓаните сметаат дека борбата на владата со криминалот и корупцијата е интензивна и континуирана, но бараат и реформа во правосудниот систем, стои во писменото соопштение на ВМРО-ДПМН. Одлучната борба против корупцијата беше едно од носечките ветувања во изборната кампања, за кој ВМРО-ДПМН ја доби довербата на граѓаните. Тоа ветување во континуитет се исполнува, зашто сведочат многобројните и постојани акции на полицијата, во кои се уапсени голем број на осомничени лица, за кои постои сомнеж дека сториле криминални и коруптивни дела. Откако граѓаните видоа ефективна и ефикасна борба против криминалот и корупцијата, првпат после долги години македонските граѓани денес сметаат дека најважниот проблем со кој се соочува Македонија се економските фактори. Затоа целта на владата, предводена од ВМРО-ДПМН, е економска стабилност и просперитет на сите граѓани. И покрај бројните предизвици и општата економска катастрофа која беше наследена како последица на реформите спроведени изминатиот период, Македонија ја очекуваат успеси и добри резултати, стои во соопштението испратено од владеачката партија. Отворен е меѓународниот тендер за изградба на интерконекција помеѓу Македонија и Албанија. Директорот на МЕПСО Бурим Лјатифи вели дека ова е клучен проект за енергетската стабилност на земјава. Предвидена е изградба на 100 километри надземен далековод, а проектот е финансиран преку заем и грантови од ЕБОР и чини речиси 17 милиони евра. Овој проект представува многу повеќе од изградба на енергетска инфраструктура. Тој е фундаментален чекор кон комплетирање на регионалниот енергетски коридор Исток-Запад, кој ги поврзува Бугарија, Северна Македонија, Албанија, Црна Гора и Италија преку подморски кабел. Жалам што повеќе од 3 децении и покрај политичкиот плурализам и демократските промени немаше институционална храброст и визија да се воспостави електроенергетска врска со Албанија. Денес го исправаме тоа историско пропуштање. Дали треба да се градат нови или да се одржуваат постојните патишта во земјава е дилема помеѓу стручната фила. Согласни се дека патната инфраструктура е во лоша состојба, а тоа е основен фактор за развој на економијата и државата. Патната инфраструктура е во лоша состојба. Дали да се градат нови или да се одржуваат постојните патишта во земјава, постојат недоумици во стручната и научната фела. Според добрите познавачи, мора забрзано да се работи и на патните и железничките проекти, бидејќи сообраќајната инфраструктура е крвоток на секојдневното живење и основен фактор за развој на економијата. Мораме да замислиме, да разбереме дека патната инфраструктура, а со онези железничката, тек тоа е друго прашање кое што треба многу време да се работи на него, бидејќи таа не е уште полоша. Мораме да најдеме средства, кадар, сила, одлуки, се што ни треба за да ги завршиме тие проекти, затоа што без нивно, значи ние во овој 30 и неколку годишен период не разбравме, не научивме дека инфраструктурата е основниот и најважниот елемент за државата. Голем број сообраќајни несреќи се случуваат токму поради лошите патишта. Општините треба на регионално ниво да се здружуваат за да ја подобрат патната инфраструктура. Мора да го земеме предвид фактот дека сите општини не се исто економски силни, не се исто големи и дека ќе има разлики, има разлики во сето тоа, меѓутоа може малку на регионално ниво да се здружуваат за да можат да успеат за тоа, бидејќи не ни користи ако во развиената општина е патот направен, а пред и потоа не е направен како што треба. Патот Кичево Охрид речиси цела деценија во изградба, а лошата состојба на улиците и крпениот асфалт на локалните и регионалните патишта им создава дополнителни проблеми на возачите. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Во општина Василево формирано е доброволно противпожарно друштво кое ќе действува како поддршка на постоечките служби и ќе биде активно вклучено во интервенции при пожари и други вонредни состојби. Општините од југоистокот ја зајакнуваат противпожарната заштита. По примерот на Конче, Дојран и Струмица и општина Василево формираше доброволно противпожарно друштво. Новоформираното друштво ќе действува како поддршка на постоечките професионални служби и ќе биде активно вклучено во интервенции при пожари и други вонредни состојби. За таа цел веќе се обезбедени 2 противпожарни и 1 теренско возило. Потребата од вакви возила
противпожарна опрема, сите добро ја знаеме, имајќи во предвид дека нашата општина, нашиот регион има високи температури, сме на прагот од летото и изминатиот период покажа дека имаме голем број на пожари на самата територија на општина Василево, но и во регионот. Така да сметам дека оваа активност, оваа донација е повеќе од потребна и оправдана. Возилата се целосно опремени и имаат капацитет од 5,2 тони вода, додека теренското е специјализирано и наменето за брзи интервенции во потешки пристапни области. Тие се донација од стопанственикот Бранко Евтимов, како резултат на неговата лична заложба за поддршка на локалната заедница. Кој сака да помогне, ќе се најде начин. Формирањето на ова друштво противпожарно доброволно беше идеја за да може да се најде во секоја пригода. Иницијативата за формирање доброволни противпожарни друштва продолжува да се шири низ југоисточниот регион. Веќе е започната постапка и во општина Ново село, каде наскоро се очекува официјализирање на новото друштво. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Следуваат и најновите информации од регионот и светот, кои ги подготви